Голем поздрав од Вашингтон. Следниве неколку дена во Вашингтон и во Њујорк ќе престојува владина делегација која што ќе предводам јас, а во нејзин составен дел се и министрите за надворешни работи, внатрешни работи и одбрана. Ќе бидеме дел од настанот кој што ќе прославува 75 години од постоењето на НАТО алијансата. Она кое што исто така сакам да го потенцирам се големиот број билатерални средби кои што ќе ги имам заедно со државници на земји кои што се членки на НАТО алијансата во деновите кои што следат, но исто така во деновите кои што следат ќе имам и средби со бизнис заедницата овде во Соединетите Американски држави, каде што ќе ги презентирам потенцијалите кои што ги нуди Македонија за инвестирање. Ќе најавам уште една нова странска инвестиција на компанија која што е дел од листата Fortune 500 или најголемите 500 компании овдека во Соединетите Американски држави, нови десетици милиони евро инвестиција и нови работни места за македонските граѓани. Тоа е она кое што представува основен приоритет на новата влада во Македонија. Би сакал исто така да напоменам дека последните денови во Њујорк ќе ги искористам за средба со македонската диаспора, со македонските иселеници. Би сакал од нив да слушнам што е она што тие го очекуваат од новата влада и нормално што е она што новата влада ќе го понуди за да можат нашите иселеници да се вратат дома во нивната татковина, таму да инвестираат, да практично ги избегнат сите оние пречки кои што беа изминатиот период со кои што тие се соочуваа при своето доаѓање назад во својата татковина. Уште еднашка да се заблагодарам на македонската јавност што не следи изминатиот период и да ја охрабрам дека доаѓаат нови убави моменти за македонските граѓани, а ние на најдостоинствен начин, како што ни прилега, ќе ги представуваме интересите на граѓаните и државата овде во Вашингтон, а потоа и во Њујорк. Ви благодарам.